Оля, колку долго учили съм бил. Сега съм бил годен. Навистина, последниот час ми беше етика. Беше интересен, но... Да, ма што ако Господ не постои? Не може да не постои Господ. Но не го гледаме. Да, ми слепите луѓе не ги гледат сонцето па верват. Така, но немаме никакви докази. Како можам јас да се уверам? Има премногу докази. Си дедо имаше доказ што кажува на сите кои ќе имаме слава. Па, ајде раскажи. Па, зборува за тој и неговиот братче. На пола пат му запре колата и мораше еден од нив двата да оди по бензин. Дедо ми се понуди самиот да отиде сам и кога тргна на потемница, значи по патот, на пола пат нагоре го виде светило како слегва надолу со кучето. Ова ти жив доказ. Нали каде тут? Што е? Што случува? Ајде, ќе го пронајдеме. Сигурно тука негде. Не е тука. Мислам дека го најдам. Ова е твојот клуч. А што е? Така? Да. Ово е. Чекај. Библија. Што пишува? Во тополата е народ, многу се шепотеше за Исус. Едни велеа дека е добар, а други велеа тој го има народот. Никој не зборуваше јавно за него. Не плачи. Смири се. Поради страх од еврејските верски водичи. Кон средината на празникот, Исус искачи во храмот и почна да поучува. Тогаш еврејските верски водичи се зачудија и рекоа: "Откаде му на овој човек такво знаење, како никогаш не се школувал?" Исус пак им одговорил: "Тоа што го проповедувам не сум го измислил јас, туку произлегло од Бога кој ме испрати." Ја само што се молам за да ми помогнете за клучот да го најдам. Ето тоа сега Господ постои. Дали сега веруваш? Верувам. Ајде да се